Здраво, со вас сме Ана и Иле. Ова е емисијата Пријатели. Гостин ќе ни биде Митко, тој е одгледувач на расата боксер. Додека пак дресерот Кире ќе ни каже како треба да изгледа едно возрастно дресирано куче. Цеца од Уникорнис ќе ни раскаже успешна приказна, а доктор Наде ќе ни каже што треба да знаеме кога ќе вдомиме малечко кученце. Наш гостин е Митко, долгогодишен одгледувач на расата боксер, кој ќе ни помогне околу подобро запознавање на оваа раса. Здраво, Митко. Боксерите ги нарекуваат кучиња со прекрасна градотија. Кажи ми како го добиле овој прекар, а и нешто повеќе околу потеклото. Прекаро е валјда дајна ради тоа што има тие атлетски градено тело, перфектно тело, а на тоа тело е монтирана една глава што горе-долу биолошки е неисправна. Таа глава со тие карактеристики е многу симпатична за луѓето што ги гледуваат. Затоа постои една легенда за настанокот на боксерот. Господ кој го стварал светот, 7 дена, знаеш нормално, тоа од глина правил цел животински свет, на крај му станало едно парче глина и тој од тоа парче глина си го направил неговото совршено куче. И го направил како што направил од глина и му вдахнал живот и го благословил дека ќе биде најличен, најпаметен, нај во све. Најхрабар. Да, најхрабар, така тој полн со елан тргнал во светот и уште не стврдната глината, тој од многу играње весел се манал во некој камен и си ја смачкал вилицата. И натажен се вратил кај Господ и му рекол дека као јас требаше бидам али види сега вилицата смачкана. И тој самиот го гледал и му рекол сам си крив и така ќе живееш. Али како си бегал боксеро, овој си промрморил самиот, немејќи вака си добар, али тоа ќе ти кажат луѓето што ќе те гледуваат, што ќе те чуваат. Тоа е легендата. Правиот настанок на модерниот боксер, што сега го одгледуваме, е сосем поинаков, нормално. Значи, тоа е една стара германска раса, булен бейзер, кој се користил во лов, бил ловно куче и служил за ловење на стар начин. Значи, кога не постоело огнено оружје, кучината се пуштали, го фаќале дивечот и го држале дур не дојде сопственикот, ловец, уствари да го усмрти. Затоа е во одгледувањето е многу битно да се добие што поширока вилица, значи тоа било принципот на одгледување, за да може тој многу поцврсто да го држи плено и прчаста носна печурка за да може да диши дур тоа куче го држи плено цврсто. Таа намена со текот на времето како се развивала цивилизацијата се губи и стигнуваме до модерниот боксер, што денес ние го знаеме, и тие стари булен бейзери биле со многу погруп изглед, не биле толку елегантни како денешните, не имале погрубо влакно. Првото парење со кој се добил модерен тип на боксер е парење на првата кучка Алц Флора со боксер од непознато потекло. Така се добил Алц Флора, уствари, која се пари со нејзиниот син и се добил Алц Флора 2, која покасно го раѓа првиот боксер, Мухенбауерс Флоки, кој спрема него е напишан стандардот. 1895 се формира првиот боксер клуб со цел да се створи совршено работно куче, бидејќи претходно немале работни раси. И се работи масовно на боксерот како работно куче. 1911 е признат како работна раса, како прва работна раса и учествува во Прва светска војна тоаш непознатиот одгледувач на боксери, одгледувачница Вондом Филип Стокман со 11 кучина. А иначе боксерите по првиот стандард биле во 5 бои. Значи имало црна, бела варијанта, кои 1925 се исклучени од приплод и шарените боксери 1938 исто се исклучени од приплод. И денес го знаеме боксерот како елегантно куче со тој софистициран изглед како модерна раса. Кажи ми нешто повеќе околу негата и хигиената. Колку време ти одзема и како се справуваш околу неа? Вака, негата на еден боксер е, мислам, минимална, за разлика од другите раси на кучиња. Имаат кратко влакно, кое бара еднаш неделна сисчетка, тој ќе ви дури премногу доволно.
значи тоа напролет кој ќе се митерат е побитно, него ли кроз годината. Околу храната исто не се многу прохтевни. Сега има многу готови храни, значи многу лесно е. Не е многу пребирливо куче, значи јади. Готова храна е најпаметно, се храни. Треба да се шета, околу тоа треба повеќе нега. Претежно се, значи, као расна одлика е да се многу педантни, се многу добри за чување во домашни услови, во стан да живее, може да биде и надвор да живее. Треба зима се обрни поќе внимание кој кучето надвор да биде во добра куќарка, значи да биде потопло. Имаат проблеми со ладното. Опиши ни како треба да изгледа оваа раса по стандард. Боксер треба да изгледа, значи тоа е средно атлетско градено куче, средно голема висина, значи 63 сантими, од 57 до 63 сантими се висина мажјаците, а женките се 53 до 59 сантими. Имаат квадратно тело, значи колку што се високи, толку се и долги. Друга димензија што исто јако битна кај нив е длабината на градите и должината на нодзете треба да биде 50%. Значи тука 50% од висината. Ако имаме, значи, мажек од 60 сантими, на 30 сантими висината се наоѓа лактот, тоест градите. Градите треба да бидат колку што е кај што е лактот. Специјално кај боксерот главата го издвојува од другите раси, која е специфична, поинаку обликована. Значи има два дела на глава се и еден дел на муцка. Муцката треба да биде снажна во сите три димензии. Очите се субфронтално поставени, црни, шо поголеми. Ушите се клемпави покрај образите. Порано се сечеше, али тоа е веќе историја, тоа веќе е забрането, нема поќе стандард да променат. Вратот е елегантен и убаво насаден во телото, преминува во гребено во грбната линија и сапит. Значи тоа треба да биде една линија што поравна. Не знам што, кучето исто така пашката е всадена високо, значи кај сапите, треба да е долга, скочен зглоб, задните агли се 160 степени, значи бутна коска со подколеница, што пократок слабински дел да има, тоа е тоа. Основното се има за стандардо многу да се збори и тоа како треба да изгледа еден боксер. Во кои бои можеме да сретнеме оваа раса? Денес, према стандардот, се дозволени две бои кај боксерот. Тоа е жолтата боја, во сите нијанси на жолто, и тиграста варијанта, во тигравоста, значи на жолта основа се црни пруги, кој може да биде посветло или потемно тиграсто, зависно од интензитетот на пругите. Се и кај двете бои, и кај жолтото и кај тиграстото, се дозволени белини. Белините се дозволени или смеат да бидат специјално распоредени само на одредени делови на телото. Значи може да биде на главата, да биде цела муцка да биде бела, лиса може да има преку главата, али не сме да се допира окото. Значи околу окото мора да стои таа црна маска што е обавезна према стандард. Ете гледате овде, значи таа црната маска постои, преку него има бел. Долната страна на вратот, градите, предгради, може да бидат бели, но предните нодзе може да бидат бели скоро до лакт, од натрешна страна цели. Тоа за двете предни нодзе. Долната страна стомако може исто да биде бел. Може да биде вратот бело обоен. Задните нодзе може да бидат доскочен зглоб бели. И од натрешната страна може да биде цело бело. И нормално сега ги имаме и опашките, што порано се сече, може на врво до опашката да биде бел. Кажи ми каков е карактерот на овие кучиња и какви се тие со децата? Карактерот спрема мене е куче со прекрасен карактер. Значи се многу темпераментни, али се многу исто интелигентни кучиња, трпат на секаков вид на дресура, многу лесни се за обука, весели, игриви се, така, тоа е темпераментот, со деца се премногу добри. Значи има во Германија податоци дека се чуваат и по градинки да си играат децата со нив. Значи тој има совршен карактер. Може да биде куче као пратител, може да биде куче за служба, значи воено куче, може да биде полициско куче, значи може да биде и агресивен по потреба да напаѓа, може да биде многу мирен, значи тоа се зависи како ќе се формира тој карактер од собственикот, така е, а трпи големи трансформации, значи тој е куче што
работна раса, значи многу лесно се работи со тој карактер. За крај, кажи ми кому му ја препорачуваш оваа раса? Па ова раса можам да ја препорачам за, значи општо за сите. Иначе е раса од незиното постојање, значи уште кога е, да речем 1900-та, кога е званично призната као раса од страна на ФЦИ, стално се наоѓа меѓу првите 7 најпопуларни раси во светот, значи нонстоп е негде на 7-8 место. Се чува премногу во светот, ради тоа што е многу лесно за чување. Кучето може да биде, значи рековме, во домашни услови, може да биде во двор, многу лесно се обучува, значи може да чува човек што има големо искуство со кучина, значи може да биде спортско куче, да се такмичи со него, дали во работа, дали са многу поактуелни се изложбите за лик, каде што и јас се такмичам, или може да биде едноставно како куче пратител за друштво, значи може да речеме со други кучина многу лесно се меша на онака, да речеме во парк, ако има повеќе кучина пуштено, не е агресивно куче да напаѓа на други кучина, не е агресивен кон луѓе, значи тоа сето ако се користи за работа се вградва во кучето. Значи во основа тие како раса се многу интелигентни, многу се педантни исто дома. Тоа е, значи било кој човек што сака да има куче од овој тип, значи ако му одговара, со темпераментно сигурно нема да погреши. Митко, сакам да ти се заблагодарам за корисните совети околу оваа раса. Сакам да напоменам дека покрај тоа што се одгледувач на расата боксер, исто така си и кинолошки судија. Па нашата соработка нема да престане тука и во некоја наредна емисија ќе ни кажеш нешто повеќе околу кинологијата. Ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вас. За наредна емисија никаков проблем, значи стојам на располагање стално да помогнам во врска со кинологијата и нашата неголема љубов со кучината. Благодарение на Сдруженијето Уникорнис од Битола, денес сме тука да ви представиме една успешна приказна за вдомување на кученцето Мија. Due to the fact that I did not have enough time to give Mia my full attention, I was happy to find Unicornis to help me find a home for her. Благодарение на Уникорнис, јас сега сум, како да се наречам, како поседник на ова прекрасно кутре, бидејќи жалосно ми беше оволку сладко кутренте да остане без дом и затоа решив со мојата девојка да го посвоиме и да го чуваме. Кажи ни, Цеце, како дојде до ова успешна приказна? Па вака не побара Даниел од Канада да му помогнеме при вдомувањето на ова сладко кученце, бидејќи не е во можност повеќе да го чува. Го сликавме, ги објавивме сликите на нашата веб страна и Facebook. Преку Facebook не контактираше Горан од Градско и кучето е веќе кај него. Доколку одиме по некој редослед, денешна тема треба да биде пристигнувањето на кучето во домот. Но за да не зборуваме напразно и гледачите да сватат за што станува збор, дресерот Кире ќе ни каже како треба да изгледа едно возрастно дресирано куче. Во претходните емисии, значи спомнав службени кучиња. И кога ќе речам службени кучиња, значи мислам на германски овчар, ротвајлер, доберман, боксер, шнауцер, поточно на кучиња кои што подлежат на работен испит. Се работен испит или работна кинологија, работната кинологија во Македонија е на многу ниско ниво, скоро и да не постои. Кога ќе им спомнеш пример на луѓето работна дресура, работно такмичење, луѓето обично се запрашани и немат појма за што станува збор. Потрагично да се спомни дека и самите луѓе, значи поедини дресери, исто немат представа, значи од работни такмичења, вежби кои се вклучени во работните такмичења, а камоли обичните љубители, да речем, на кучиња. Општо, значи, изгледот за една професионална дресура кај љубителите на кучиња е непознат. Значи, ова емисија ќе ни види целта да подобјасниме малце како би требало да изгледа една, значи, професионална работна дресура и едно професионално работно такмичење. За нас, како членка, значи, на FCI, за Македонија кога зборуваме, треба да ни интересира работниот испит ИПО. Тука можеме да спомниме дека има многу сличен на него испит Шуцкун или СЦХ, да речеме, кој што, значи, е германски испит и
по превод би значило одбранбено куче. Сличен на овие двата, меѓутоа сепак различен е уште еден, значи уште едно спортско такмичење имаме под назив КНПВ. Тоа е со холандско потекло и се разликува по првите две по тоа што значи самите кучиња се поблиски во работата до полициска работа на кучињата. И самата намена на ова такмичење било да се одредат кучиња кои што ќе бидат подложни натаму за реална полициска работа. Меѓутоа сепак треба да се напомени дека такмичењето КНПВ и кучето кое што ќе добие КНПВ сертификат не е способно значи за реална полициска работа и треба дополнителна обука. Значи сепак и тоа спортско такмичење. Меѓутоа, значи како љубители прво нас би требало да ни интересираат првите две такмичења, Шуцкунт и Ипо, бидејќи самата намена нивна од самото, да речем, од почетокот на нивното постоење била со цел да се задржат значи главните карактерни особини на расите кои подлежат на работен испит. Самите почетоци на Шуцкунт датираат од раните 1900 години. И самото такмичење Шуцкунт е оформено со цел да се одредат кои германски овчари, кои претежно во тоа време биле овчарски кучиња, ќе бидат погодни за употреба значи во секојдневниот живот или пак во некоја служба како полиција или слично. Такмичењето го оформува тогашниот да речам водач или главен во одгојот на германските овчари Макс фон Степанич, со цел значи да се задржат и да се одредат карактерните особини на германскиот овчар. Во полагањето значи на Шуцкунт го става тој на прво место бидејќи значи кучиња кои што ќе положат работен испит им било дозволено да влезат во одгледување или во одгој, а другите не. Значи сепак и најдоброто куче во изглед би му било забрането да влези во одгледување, што значи сепак тој карактерот го става на прво место. Од таквиот начин одгледување можеме да видиме резултати до ден денес, значи кај германскиот овчар. И по такмичењето има истата намена, значи задржување на карактерните особини и оценување на истите. Поентата на работните такмичења значи е да добиеме ментално стабилно куче, храбро, издржливо, куче кое што ќе сака да работи и куче кое што е подложно на дресура. Куче со вакви значи особини, без разлика дали ќе го користиме за работни такмичења или ќе одиме со него по работни такмичења, би било прекрасен сопатник во секојдневниот живот кај секој човек, значи како миленик општо. Сега ќе видиме како би изгледало едно професионално работно такмичење и како истите команди би можеле да ги користиме во секојдневниот живот, значи кај кучиња кои што не се спремани за такмичење, меѓутоа имаат дресура слична на професионалната дресура. Видеото кое што моментално оди од светско такмичење во Шуцкунт, значи ќе видиме тука повеќе раси кои што се надпреваруваат, меѓутоа пред да одиме подетално да ги објасниме значи вежбите, да кажеме нешто поосновно во смисла самото такмичење Шуцкунт и Ипо се состои од 3 степени, Ипо 1, Ипо 2, Ипо 3. Кучето може најрано да оди да полага значи Ипо 1 на 18 месеци. Самата возраст значи можеме да земеме како едно мерило дека од 18 месеци веќе кучето е прилично психички и физички созреано. Самото такмичењата значи се состојат од 3 дела: трагање, послушност и напад одбрана. И секој од нив носи по 100 бода, значи 300 бода и треба да земеме, за да положиме да речеме едно работно такмичење, ни требаат отприлика 70% значи од бодовите во секоја област. Са трагањето реално не ни користи во секојдневниот живот, затоа и најмалце ќе се задржиме на него. Значи трагање кучето би требало значи траг да работи само во случај ако одиме значи реално положиме еден работен испит. Повеќе ќе обрнеме внимание значи на послушноста и напад одбрана, бидејќи вежбите кои што се користат би можеле да ни бидат добре дојдени во секојдневниот живот. Значи реално би можеле и би требало да ги користиме во секојдневието.
Видеото кое што моментално оди, значи, е со вежби од напад одбрана и од послушност. Значи, гледате како едно добро издресирано куче работи екстремно добро напад одбрана, воедно и екстремно послушно. Значи, еден солиден баланс. Меѓутоа, за подобро да ги објасниме овие работи, оваа емисија ќе немаме време, така да ќе продолжиме од наредната емисија, заедно со, значи, како што рековме, со споредба на истите овие команди, како би можеле да се користат кај кучиња кои што не се спремни за работно такмичење, се чисто, значи, дресирани за домашна употреба. Ти благодарам, Кире. На ова иста тема ќе разговараме и наредната емисија. Кога веќе се одлучивме да вдомиме куче, што треба да знаеме за него и како да го припремиме домот, ќе ни каже доктор Нада. Доколку се одлучиме да домиме куче, и посебно ако тоа ни е прв пат во животот и сме немале претходно искуство со одгледување на домашно миленице, посебно куче, потребно е да ги знаеме неговите основни навики, дали е претходно вакцинирано од леглото од каде што сме го зеле и уште што е многу посебно важно, тоа е дали добило терапија против ендопаразити или кои што живеат во цревата на домашното животно. Значи, прво и основно е да одиме на местото каде што е леглото и да нашето миленче не одбили нас, а не ние него. На која возраст треба да се започне со вакцинација? Со вакцинација се започнува најрано на 45-тиот ден старост на кученцето, но се препорачува да претходно се дехелминтизира или да се даде таблетка против тие паразити кои што живеат во цревата, ако и вообичаено младите кучиња ги добиваат од својата мајка. Што значи се препорачува на тој што го има леглото на 21-тиот ден после раѓањето на малечките да ги прочисти како мајката, така и малечките, и што ние вдомиме кученце, тоа веќе има добиено еднаш терапија против паразити, но ние ја повторуваме терапијата и после 5 до 6 дена, некаде околу 45 ден повторно се врши првата вакцинација кај малото животно. Иако кај нас во праксата многу често тоа го прават дури после вториот месец, што не е грешно, но ние имаме вакцина која е двовалентна и која помошта ја нуди уште многу пред вториот месец. Дали тука завршува вакцинацијата или треба да продолжи понатаму? Не, вакцинацијата започна најрано 45-тиот ден и после секоја трета недела, односно четврта, се даваат уште најмалку 2 ревакцинации, што значи вкупно 3 вакцини, додека кученцата се малецки, а потоа после четвртиот месец се почнува со вакцинација за бесна или рабијас, која кај нас е законска, и се повторува еднаш годишно. Да напоменам, еднаш годишно се повторува исто така и 5-валентната вакцина, која кај нас многу ретко ја спроведуваат. На кои симптоми кај малите кученца треба веднаш да побараме помош? Симптомите кои што се уват кај малечките животни, а се многу важни се да се внимава на нивното преување или препознавање исто на промените кај нив, тоа се промена во изметот, односно појава на пролив или диареја, посебно доколку е таа крвава или хеморагична диареја, појава на ицедок од носот, појава на кашлање, појава на промени во нервниот систем, односно нервните симптоми, како што се грчеви, тремори и слично. И најважно и најкарактеристично тоа е расположението и апетитот кај животното. Мора да напоменам дека штенечакот, парвовирозата, лептоспирозата се карактеризираат и со појава на висока температура, што значи и таа е еден многу важен знак и начинот на тоа како се движи таа температура, бидејќи може да достигне до 41 степен, што е за нив висока температура. Што е неопходно за хигиената на новиот миленик? Хигиената на новиот миленик пред се мисли на хигиената на окружувањето и сместувањето на домашното животно, а под тоа се подразбира чисто станиште или седиште, чиста постилка, каде што кучето ќе престојува или ќе спие, потоа обавезно хигиена на садовите кои што се користат за храна и вода, кои мора да се дезинфицираат од време на време, водата да се заменува редовно секојдневно на неколку сати, а храната да не се остави да стои подолго време во садот во кого е оставена. Се употребуваат благи дезинфекциони препарати кои што не би штетили, не би ги навредувале садовите кои што се користат за исхрана, како и лежиштето каде што
си лежи животното. Мора да напомнам дека и дворот во кого се движи животното е многу важно да од време на време се дезинфицира. Посебно ако станува збор за двор во кого престојувало претходно некој животно кој што било заболено од нека од горе наведените заразни болести кои што се многу опасни кај малите животни и со висока смртност се подвикуваат. Кои помагала за хигиена ни се потребни? Основно е да се набави посебен сад за храна, посебен сад за вода, кои ќе се карактеризираат со тоа дека ќе можат убаво да се чистат, мијат и дезинфицираат. Потоа неопходна е набавка на околувратник на кого би се навикнале додека се уште малечки, а за нивното крзно влакна се препорачува набавка на соодветни чешли или четки, кои што ќе овозможат многу полесно да држуваме хигиената кај малите миленичиња, посебно кученца. И би нам поменала, бидејќи доста често се постојат проблеми со нивните ноктиња, да се може да се набават и нокти за сечење, клешти за сечење на ноктите, а истото може да се направи тоа во било која ветеринарна амбуланта. На што треба да обратиме внимание во начинот на исхрана? Храната кај малите животни, посебно кај кучињата за кои зборуваме денес, е многу важна и се препорачува да се купува соодветно на возраста, што значи ако набавиме ново малечко кученце, ќе набавуваме и храна која што наменете за негова возраст, која се вика најчесто папи храна, односно храна за мали кученца. Доколку ме прашате пак за оброците, јас би ви рекла најмалку 4 до 5 оброци дневно, а секоја храна колку треба да се дава количински дневно е поврзана со возраста и тежината на миличето. Ви благодарам, докторке. Со пари можете да купите скапо куче, но само љубовта може да го натера да си ја врти опашката. Пријателската љубов е бесценета. Чао! Чао.